to start. Okay. You can watch? No. Why? Don't you want to know what it's about? I know what it's about. You don't know what it's about. They're going to tell everyone what it's Добар ден, почитувани гледачи на НТВМК. Повторно сме во живо со пренос од веројатно еден од најголемите технолошки настани. Овој пат организиран од страна на технолошкиот гигант Google. Во Скопје некоја минута по 18 часот, а во Сан Франциско, каде што се одржува настанот, е 9 изутрина. Како и минатиот пат, кога ви овозможивме пренос од представувањето на новата линија на производи од Apple, така и денеска ќе ве понесеме на патување во иднината на технологијата. Како што најавува Google, време е за Pixel. Големиот настан на Apple помина. Сега е ред на технолошкиот гигант Google да покаже што има и да стапи на сцената. Од компанијата се очекува да представи серија на нови производи на настанот кој се одржува во Сан Франциско, а ние сме тука да ви ги донесеме сите новости и информации. Доколку се уште не знаете што може да очекувате од овој настан, тогаш веројатно сте били исклучени од интернетот подолго време. Денешните производи кои треба да бидат презентирани се веројатно најпознати помеѓу гласините на интернет, но сепак главниот фокус ќе биде на новиот пар на смартфони, кој ќе треба да биде наречен Pixel и Pixel XL. Овие уреди се наследници на Nexus линијата на мобилни телефони која донесе огромна популарност за Google и за смартфон бизнисот, односно смартфон линијата на оваа компанија. Денеска се најава револуција. А за каква револуција? Да погледнеме низ овој денешен пренос. Јас сум Никола Станков и ве повикувам заедно да го прокоментираме денешниот настан на Google. Good morning. Thank you for being here. We're being joined by many people at global launch events around the world, so welcome to all of them as well. We also have a live stream, and so a lot of folks are joining on the live stream, including Dinesh, I'm told. So welcome to everyone. This space used to be a power station for a chocolate factory in the 1900s. So we have transformed it pretty well, but I'm glad we have such a historic setting as we talk about what we are building for the future. At I/O earlier this year, we talked about our vision for that future. We're at a seminal moment in computing. If you step back and think about it, computing has always had big shifts every 10 years or so. It all started in the 80s, early 80s, when the personal computer reached the mainstream. It was the first time computing touched the lives of many people, revolutionized the way they work. Roughly a decade later, in the mid-90s, the web arrived. It is arguably the biggest platform shift we have seen in our lifetimes. It brought the internet to many more people, radically changed industries, fundamentally changed how people interact. Презентацијата започнува слично како и кај Apple со представувањето на историјатот на развитокот на компјутерската технологија, преку откривањето на првиот компјутер до развитокот на интернет мрежите, па се до појавата на првите смартфони како што ги познаваме денес. Ова сето го смени начинот на кој луѓето живеат и начинот продолжува да се менува. It's clear to me that we are evolving from a mobile first to an AI first world. What do I mean by that? Напредокот продолжува во однос на технолошкиот дел и секоја година се повеќе и повеќе технологија е унапредена за да помогне на луѓето со нивниот секојдневен живот. Луѓето комуницираат меѓу себе поприродно и полесно од било кога досега, а ова не би било возможно без интернетот. At Google, we are very excited about this shift and we've been working for a long time. Google денеска ќе ни представи начинот на кој оваа смена ќе биде спроведена до крајните корисници. Is our goal to build a Google Assistant. We spoke about the Assistant earlier at Google I/O this year.
we envision the assistant as a two-way conversation, a natural dialogue between our users and Google to help them get things done in the real world. The assistant will be universal. It'll be available when the users need it to help them. And our goal is to build a personal Google for each and every user. Google во моментот ја представи и најавата за новата апликација која ќе биде еден вид на виртуелен помошник, нешто слично како Siri. Во најавата се вели дека оваа апликација ќе помогне драстично во секојдневните животи. А како ќе се имплементира апликацијата во вебот и телефоните, да видиме. Today, it seems like sometimes it's easy to feel like you need a little help with the stuff just in your own world. Your photos, phone, videos, calendars, messages, friends, trips, reservations, and so on and so on. Wouldn't it be nice if you had some help with all that? Wouldn't it be nice if you had a Google for your world? That's why we're building the Google Assistant. Hi, Amy. How can I help? You just ask it what you need. Okay, Google, what do I have to do today? And your assistant understands and helps you out. You can even carry on a conversation with it. How long will it take to get to downtown Chicago from home? Here you go. What restaurants are there? Book a table at Cortino Restaurant. Sure. And the assistant is always there for you. So if you're on the road, you can ask it where to fill up. And if you're at home, you can ask it to play some music. Or if you're in a chat with a friend, it can show you what's playing tonight. It's like your own personal Google. Naturally, anything you share with it is safe and secure. And the more you use your Google Assistant, the more useful it becomes. Remember, my byte combo is 326. Got it. And soon, you'll be able to access it from all sorts of places, so it will be everywhere you are. We made this for everyone. And today, we're making this just for you. Hi, how can I help? Meet your Google Assistant. So as you can see, that's our early vision for how we want to build a Google Assistant. Станува збор за бета верзијата на помошникот од Google и како што вели представникот од компанијата, ова е почетна фаза од развитокот на апликацијата. Во текот на 18-те години Google успеа да развие технологијата и да собере многу факти, како што велат во нивниот систем за пребарување од луѓе, места и слични податоци. And we've built state-of-the-art machine translation, image recognition, and voice recognition systems. And each of these areas is being turbocharged by the progress we are seeing with machine learning and AI. A few months ago, we captured the world's attention. Значи станува збор за вештачка интелигенција која ќе се користи за подобро снаоѓање на луѓето во нивното секојдневно пребарување на интернетот, како што велат и од Google, станува збор за нешто што ќе биде со голем потенцијал да ги обедини сите податоци кои ги содржи Google за места, за слики и останати податоци кои се содржат во самиот Google сервис и да ги интегрира да бидат лесно достапни. Преку примери за нејзината функционалност ќе се донесе поблиску до корисниците начинот на кој оваа нова апликација, односно овој нов сервис на виртуелен помошник од Google ќе помага на сите корисници кои имаат потреба од таков вид на помош. Our newer machine learning systems now, the quality is close to 94%. 4% may not sound like much to you, but first, it's really hard to increase quality at these levels because we are trying to approach human level accuracy. And second, every single percentage point translates into meaningful difference for our users. So for example, if you take a look at the picture behind me, about 2 years ago, we used to understand this picture as a train is sitting on the tracks. Now, we understand the colors, so we describe it as a blue and yellow train is traveling down the tracks. Or if you look at this picture, 2 years ago, we understood it as a brown bear is swimming in the water. Now, we can count, our computing systems can count,
So we understand this as two brown bears sitting on top of rocks. Advances like this is what helps us when you're in Google Photos find the exact pictures you're looking for and be a better assistant to you. Another example, machine translation. We've been doing machine translation for a while. And historically, our systems are statistics-based, and we translate at a phrase-by-phrase level. So we translate individual phrases and combine them to form a translation. So if you look at this Chinese to English translation, you can see it makes sense, but it's not quite the way humans would translate it. Just recently, we announced our first end-to-end self-learning, deep learning machine translation systems. Rather than working at a phrase level, they take entire sentences and model sentences as outputs. Како што најавуваат од Google, напредок ќе има и во начинот на кој нивниот сервис за преведување ги обработува речениците, односно зборовите. До сега биле преведувани самите зборови, а од сега, што немало смисла во одредени јазици, а од сега самиот систем ќе ги преведува цели реченици со цел да најде смисла на зборот кој сакате да го преведете. Ова е особено прикажано преку примерот на преведување од кинески на англиски и обратно. Токму тоа е и во фокусот на овој дел од презентацијата, посочувајќи дека со напредокот на преводот можат да ќе може да се преведуваат милиарда фрази од англиски на кинески и обратно. And get it to them. Another example, text-to-speech. Text-to-speech is what we call when computers read something aloud back to you. So when you ask Google a question, who is the Prime Minister of Canada, we understand the text and try to make it as natural as possible for you. Justin Trudeau is the Prime Minister of Canada. So this is text-to-speech. The way we do it today, we get a speaker into our recording studios. We record them for thousands of hours. We make them say short phrases and then combine them to be as natural sounding as possible. Again, deep learning is showing the way. DeepMind just published a paper with a new technology called WaveNet. It's a deep learning model where rather than modeling phrases, they actually model the underlying raw audio waves to generate a much more natural sound. You can again see the WaveNet model is getting much closer to human speech. To me, the reason this gets exciting is today all we can do is a single voice for the assistant for all context. Doing this is what will enable us to have multiple voices, multiple personalities. И додека на сцената станува збор за начинот на кој гласовните команди ќе бидат имплементирани во новиот Google апликација, да се подсетиме само на сите очекувања кои доаѓаат од новата линија на телефони, за кои се очекува да бидат идентични и ќе бидат наречени Pixel и Pixel и XL. Како што веќе реков, значи двата модели на телефони се очекува да бидат идентични, со исклучок на големината. Телефонот Pixel ќе понуди 5-инчен дисплеј, а неговиот поголем брат ќе представи големина на екранот од 5,5 инчи. Се очекуваат помалку или повеќе стандардни спецификации кога доаѓа во прашање внатрешниот дел на телефонот. Па така, веројатно, дел од овие телефони ќе бидат новиот Snapdragon 821 процесор, 4 гигабајти RAM меморија, читач за отпечатоци и огромни батерии. Протечените слики кои беа на интернет покажани овие денови прикажаа дека Pixel телефоните личат до некаде на моделите на iPhone, иако се представени како да се направени од Google. Па така денеска технолошкиот свет очекува да види на кој начин компанијата ќе остави свој печат на уредите, но и софтверот кој ќе го донесат. Токму затоа овој дел од презентацијата се однесува повеќе на софтверот. Сега ќе станува збор за како се употребува апликацијата во самиот телефон, односно Google Асистентот, и како се користи на десктоп компјутерите.
Good morning, I'm Rick. It's an honor to be here today representing the hard work of so many of my colleagues. Well, I've been doing hardware for a long time, and even I smile like a kid every time I get to unbox a new gadget. Since I've joined Google, one of the questions I get asked most often is, why should we build hardware? I mean, we often joke that building hardware is, well, hard. People have strong emotional connections to the products they rely on every day. They're an important part of our users' lives. But the rise of volume and complexity of all the information makes it so that this is the right time to be focused on hardware and software. Let's think about that for a moment. At the peak of film photography, 80 billion photos were captured every year. But last year, thanks to smartphones, 1 trillion photos were taken. Communications has gotten similarly complex. 328 billion items were delivered by the post office last year. And that's compared to 50 trillion emails and mobile messages. And today, people want more than 1,000 songs in their pocket. What they want is the entire world's music collection with them at all times. Во овој дел од презентацијата од Google ќе се осврнат на начинот на кој софтверот ќе успее да работи за крајниот корисник. Ова е еден од начините на кој веруваме дека овој голем изум ќе биде на крстосницата помеѓу напредокот во хардверот и софтверот. Затоа ние имаме најголемата можност да им го донесеме на луѓето најдоброто од Google. Со спојувањето на софтверот и хардверот заедно може да го искористиме целосниот опус на можности на новиот Google Assistant. Со експертизата во проучувањето на машините и вештачката интелигенција може да донесеме најбрзи резултати какви што очекуваат нашите корисници. Дозволува на Google да биде секаде каде што е потребен за корисникот, без разлика на контекстот или на содржината. На овој начин ќе може да завршите работа, односно да добиете резултати без да се грижите за начинот на кој ќе ви бидат доставени до вас. Ова е нешто што Google цело време се залага. Сега ќе ви го прикажеме најдоброто од Google низ повеќе сектори и ова е природен чекор на напредок гледано долгорочно. Па да започнем. Како што рековме, прво ќе биде телефоните, новите телефони на Google. They're literally most people's lifeline to the internet and to each other. So today, I'm very excited to introduce you to a new phone made by Google. We call it Pixel. Како што веќе рековме, доаѓа новиот телефон на Google наречен Pixel. Исто како и во сите слики на интернетот. Како што вели Google, ова е најдоброто од хардвер и софтвер дизајнирано и направено од Google. Телефонот е во целосен дизајн на Google. Се е лесно и едноставно за користење. Нешто за што Google се залага. Навистина сакаме како телефонот лежи во раката. Стаклото на задниот дел му дава личност на телефонот. Полираниот алуминиум на телефонот му дава премиум фил на телефонот. И на тој начин телефонот лежи во раката и нема испакната камера, алудирајќи на iPhone-ите. Она што навистина го прави Pixel добар телефон е начинот на кој работи софтверот и хардверот заедно. Ова е одличен начин како паметната технологија на Google заедно
успева да создаде најдобро корисничко искуство. Ке зборуваме за 5 работи. Прво, Pixel е првиот телефон кој ќе има Google Assistant вградено во самиот софтвер. Втората работа е неверојатните фотографски можности на Pixel. Третата е како ќе го користиме Google облакот за никогаш да не ви снема место за одличните слики. Четвртата работа е начинот на кој луѓето комуницираат помеѓу себе, и тоа да биде на полесен начин без разлика од уредот кој го користат. И последната работа е како Pixel е создаден за да следи мобилната виртуелна реалност. Повеќе за Pixel ќе ни каже Брайан Раковски од Google. Hi, I'm Brian, and I lead the software product management team for Pixel. There have been so many people who worked so hard. I feel lucky to be the one to show you what we've built. So this phone was designed inside and out to be simple and smart. And I think you'll notice that right from the home screen. Let's switch to a demo. The first thing you'll see with the new Pixel launcher is round icons, access to all of your apps, just a swipe away, and a clean, polished look. And like Rick said, Pixel is the first phone with the Google Assistant built in. Having the Assistant with you all through your day makes so many tasks incredibly easy. Има промени во начинот на кој изгледа телефонот, особено во изгледот на иконите. Користејќи се со Google Асистентот, од било каде може да добиете повеќе информации. Па да видиме како работи. I've been spending a little bit more time at the office than usual, so I'm looking to plan something with family. And fall is such a great time in the Bay Area. I can get some ideas for the weekend with a long press of the home button and by saying, со долго притиснување на копчето за дома се активира асистентот Google и можам да му дадам било каква гласовна команда со која сите слики кои се сликани во октомври на мојот Google Photos сервер можам да ги прегледам. Можам да видам и кои концерти доаѓаат. Hearst Greek Theater events the Lumineers, Borns and Raylan Baxter, the head and the heart and the tallest man on earth, Chance the Rapper, and Lauryn Hill and Nas. So let's talk about what just happened there. Not only did the assistant recognize the venue I asked about, but it was able to serve up relevant information thanks to Google's knowledge graph. Okay, it looks like the Lumineers are playing. I like their music, but I don't know if I've heard their latest stuff. Play me a song by the Lumineers. Да, почитувани гледачи, ќе приметите и самите дека новиот Google Assistant во голема мера наликува на оној на Apple, односно на Siri, и на начинот на кој функционира, на начинот на кој се активираат гласовните команди. All right, looks like that will be a pretty fun concert, but let's see if my wife even remembers who I am after 3 weeks of being MIA. Text Lisa. Text Lisa Rakowski. Sure. What's the message? Want to go see the Lumineers in Berkeley on Friday? Got it. Do you want to send it or change it? Send it. Okay. Преку ова може да се испраќаат и пораки до контактите со едноставна гласовна команда, слично и како кај Apple-овиот iOS оперативен систем. Thankfully she wants to go, and she's recommending we get dinner at Marzano first. I haven't been there before, so let's try to get some more info. Now, watch this. The assistant can also help get information based on what's on my screen. So I'll do the same long press gesture on home and then swipe up to get contextually relevant information. So here's what just happened. The assistant recognized the restaurant in Lisa's text message and assembled all this useful information into a single card from the apps I have installed on the phone.
I didn't have to say or type a single word. So let's get some more information from Google Maps. There's the location. You can swipe up, check out some pictures. Okay, it looks pretty good, but let's see if it's close enough to the concert. How far is it from the Greek Theater in Berkeley? If you drive, Marzano is 6.4 miles away from the Greek Theater. Again, the assistant understood the context of my screen to answer my question. So it's a pretty quick drive. It will totally На овој work. начин Let's ќе get a има reservation. можност и да се добиваат гласовни Make a reservation команди, on односно Marzano гласовни for Friday. навигации со едноставна команда преку гласовна активација, што ќе значи дека ќе може преку Google Асистентот да закажете рута преку GPS навигација до ресторан или слично омилено место, а Google Асистентот ќе може и дури да резервира место за вас во тој ресторан. Reservation, so you're all set. Look for an email confirmation from OpenTable with all the details. So that's just a glimpse of how the Google Assistant works. На тој начин функционира Google Асистентот во рамки на новиот iPhone, It can help with the big се things, извинувам, во рамки like на новиот making plans, Pixel but it's also телефон. great for little things, like getting through your day, finding information, getting around, setting reminders for yourself, and so much more. The Assistant is incredibly useful when it's built right into your phone, and we'll show you how it works in other contexts later too. The Google Assistant on Pixel is a great example of how hardware and software come together beautifully. Another is the camera. Сега ќе There's зборуваме и actually за industry камерата на group, телефонот. DxOMark, that rates camera quality in almost all popular DSLR and smartphone cameras on the market. These guys are just obsessed with cameras, lenses, and image quality. Која веројатно ќе биде We're proud to во report соработка that со Pixel received a rating DxOMark, of 89. односно компанија која се That's the занимава со highest квалитет rating на ever for a smartphone. на слики произведени од смартфон. А овој телефон добива бројка од 89 на скалата на добри, односно на квалитетни фотографии, и не само што е најдобра камера, туку е најдобра камера на смартфон која било која направил. Како го постигнавме ова? Нашиот тим за фотографија една година ја дизајнирале и ја подобрувале камерата. 12.3 мегапикселна камера, big 1.55 micron pixels to capture significantly more light than other cameras. со голема зеница за да фаќа повеќе светлина во ноќните часови. Нешто што е голем проблем на смартфоните воопшто, бидејќи општо е познато дека смартфоните, односно камерите на паметните телефони во ноќните часови имаат навистина проблеми, иако видовме и двојни па и 4. And let Google Intelligence select the sharpest, clearest photo of just the right moment. And then there's HDR+. It's built to work in any light, so you get clear, vivid pictures. Преку HDR+, опцијата на новата камера на телефонот Pixel ќе може да се сликаат слики кои секогаш ќе бидат совршени во однос на сенки и хайлајтси. Со помош на алгоритам се подобрува начинот на кој се представува сликата. Со оваа техника се намалува бучавата на сликата. Например, новаа слика, каде што е на зајди сонце, луѓето се соодветно осветлени, но е зачувана и убавата позадина. Со Pixel HDR+ е вклучено во самата камера, бидејќи тоа не го одложува сликањето, односно начинот на кој камерата работи. Брзината на апликацијата е многу важна. Затоа новата камера има пократко време потребно за сликање, што значи дека ќе може слики како оваа да бидат возможни за сликање со новиот Pixel телефон. И омилената карактеристика на оваа камера е стабилизацијата на видеоснимањето.
hit record on each, and then started walking. The one on the left, Преку овој пример може да video се види stabilization turned на кој off. начин The one on the right has видеостабилизацијата not. Let's look функционира. at the difference. Погледнете и сами разликата. This works by sampling the gyroscope at 200 times a second to figure out exactly how the camera is А moving. оваа техника го Even користи accounting гироскопот во for the самиот rolling телефон, shutter and односно instantaneously сензорот compensating за each part of the image. So you can сензорот avoid која that мери shallow effect гравитацијата, of односно other како forms of image како е поставен stabilization. телефонот во однос на гравитацијата и на тој начин успеа да course, стабилизира сликата. Pixel comes with Google Photos built in. Пиксел доаѓа со вграден Google Photos Google Photos helps you store, organize, и на тој начин and share истите all ќе your бидат photos, зачувани no и matter how споделувани they might be. на We think people are серверот going to на use this Google. camera a lot. Сметаме дека луѓето ќе ја користат Pixel оваа owners, камера we're многу, including па затоа free, како unlimited storage, бонус photos and сите videos корисници at на original quality. That's all Pixel your ќе photos and добијат videos at full бесплатен resolution, including the rich 4K ќе добијат videos you can бесплатни take бесплатен this простор за сликите и So with видеа. Pixel, you'll И never видеа. run out of space for your memories. Значи со Pixel нема да има проблем со меморијата You како can кај say некои goodbye to телефони, those тука painful алудираат storage-full на pop-ups. So that was a quick конкурентот iPhone. intro to the Google Assistant on Pixel. Тоа and our беше new брзиот best-in-class вовед camera во integrated with виртуелниот Google Photos. асистент на Google Now, и I'd like to invite Sabrina up to share some more great features of Pixel. начинот на кој But before камерата that, функционира. Let's watch this new spot from our upcoming campaign. Да го погледнеме новиот спот, односно реклама за камерата. Hi, I'm Sabrina, and I work with Brian on the Pixel product management team. At Google, we've always taken pride in creating things that are both smart and simple. So we've thought a lot about the different features that make your phone work for you. I can't wait to share just a few of them with you now. First, let's talk about communications. Whether your friends are on Android or iOS, Google Duo, our new video calling app, lets you jump into a call with just a single tap. And it comes pre-installed on Pixel. My favorite feature in Duo is called Knock Knock. It shows you a live video stream of the person calling you before you pick up. So you can see who's calling and even what they're doing. As you can see, my son likes to have fun with this feature. Now, let's talk about something I know you all really care about, the battery. We spent a lot of time optimizing Pixel to be smart about improving battery life. We made sure you can easily get through your day. But for the times when you need a quick charge, like when you're about to head out to dinner and you Со realize новиот your phone has Pixel literally no ќе добијат power left. корисниците повеќе Pixel can батерија, get you up to 7 hours до of power 7 with just часа 15 minutes of charge. батерија за само So you can 15 be on минути your полнење. And of course, Pixel ships with the newest Android operating system, Nougat. Pixel доаѓа со новиот Pixel Android users will оперативен get систем system Nougat, and security updates а as soon as корисниците they're ќе available добијат directly from Google. безбедносни и други вид We've also made the надградби update process што бидат достапни од When a Google. new update Го is направивме available, полесен и it will be downloaded and системот за installed in the надградување. background. Кога This ќе има means the next time you restart your phone, опција за надградба, you'll instantly be using the new телефонот version. сам ќе We just take ја care of it спроведува for you. оваа наредба. Gone are the days of staring at a progress bar Минато се while деновите waiting for кога an треба update да to гледате install. во прогрес барот, We also wanna односно make sure чекајќи да се you feel превземе supported when новиот you're using софтвер. Pixel. So we've built 24/7 А вградивме live и customer care 24 right into часа, the phone. 7 дена во You неделата, can reach a грижа за Google support agent корисници, over phone or chat. преку And to која make ќе it може easier да for them разговарате to со агентот understand Google and за help полесно solve the да problem, ви биде решен we've вашиот added a screen проблем share option, со so you can let телефонот. the agent see what Доколку you're има. seeing. Now that we've given you all these reasons to switch to Pixel, we've also made it super simple to transfer over everything you really care about. We know historically it's been hard to switch from one OS to another. So we've built a new tool to let you quickly and easily transfer your contacts, photos, videos, music, texts, calendar appointments, and your iMessages.
We even put a quick switch adapter in every box. We're also excited to introduce a brand new range of cases and accessories for Pixel. These include a new artworks collection of our live cases, with custom designs from top artists such as Fail and photographers like Gray Malin and Chris Hadfield. Finally, Pixel comes in two sizes, a 5-inch and a 5.5-inch Како што веќе рековме, телефонот Pixel доаѓа во две димензии, 5 инчи и 5,5 инчен дисплеј. Сите представени работи денеска функционираат на двата телефони. Овие, како што веќе рековме, овие карактеристики на телефонот се важат за двете изданија, односно на помалиот и поголемиот телефон. Pixel ќе биде достапен во три бои. Малку црн, многу бел, односно многу сребрен и навистина син, кој ќе биде лимитирана едиција. Pixel е првиот телефон кој ќе биде со Google Assistant вградено, има најдобра камера на смартфон, нуди неограничен простор за вашите слики и видеа и доаѓа со апликацијата Duo инсталирана на телефон. Дополнително, ќе биде првиот телефон кој ќе вклучува виртуелна реалност. Во Соединетите Американски држави, купувачите ќе може да купат во операторот Verizon, а кај нас најверојатно Pixel ќе биде достапен во Македонски Телеком, бидејќи, како што кажат од Google, ова се партнерите на светско ниво. You'll be happy to know that Pixel is the latest device to work on the Project Fi network. Pixel starts at $649 Pixel ќе чини $649, извинувам, а ќе биде достапен уште денес во САД, Австралија, Канада, Германија и Велика Британија, а во Индија на 13 септември. Кај нас веројатно ќе треба да почекаме до следниот месец додека биде доставен. Следно ќе стане збор за виртуелната реалност, а сега да погледнеме што се донесува Pixel. Hi, how can I help? I go work in the morning, don't get off in the night. I can't find no time to clear my mind. Hi, I'm Clay. I lead the virtual reality team at Google, and I'm really excited to get to show you some of the things that we've been working on. Just to say it, we love virtual reality. For us, it's not just a technology, it's not just another screen, it's something that we believe is going to be important. Because unlike anything else we've seen, it can put you someplace else. It's transporting. With VR, you can put on some goggles and feel viscerally like you're in another world. It's richer, it's far more immersive, and we believe it will impact how we explore, how we work, how we play, how we learn. Виртуелната реалност ќе биде дел и од новиот телефон на Google Pixel. And my team's goal is to make that technology simpler. А целта на Google е технологијата на виртуелната реалност да биде подостапна. Токму затоа Daydream
е новата платформа на Google за виртуелна реалност. Вклучува повеќе карактеристики за виртуелна реалност и се ова во насока на создавање на систем на виртуелна реалност. So you just heard about the new Pixel phones, and they are great phones. And as Sabrina said, we've made them great for VR too. We've tuned everything, from their sensors to their displays. And the Pixel phones, which are the first, which are Daydream ready, as we call it. Now, of course, you need some extra hardware to unlock the phone's VR capabilities. So let's talk about the VR headset. Now, the headset is important to get right. I mean, after all, it's something that you wear on your head. But we looked out there and we saw some problems. We saw issues with comfort. We saw stuff that's pretty hard to use, pretty complicated. And everything just kind of looked the same. So we looked at all this and we had some ideas. And we have a bit of a different take on the VR headset. And so I'd like to introduce you to Daydream View. Денеска ќе биде представен и новиот Daydream View. Now, if you're into VR, I'll just say that the specs are there. It has a nice field of view, and with the Daydream phone, за следење на виртуелна реалност. Really accurate head tracking. But we didn't just look at the specs. We obsessed over the details of the design. We wanted to make something that's comfortable. Овој уред ќе биде удобен за корисниците и лесен за користење. А и ќе може да биде персонализиран за корисникот. Но прво е за комфортот, како се користи. Не изгледа како различните уреди за виртуелна реалност. Ние размислувавме за нешто што ќе биде меко, што ќе диши, што ќе биде едноставно удобно за носење. Користевме микрофибер материјали и други материјали кои ги наоѓате во облека. Сработувавме и со дизајнери за облека за да го погодиме дизајнот, а резултатот е нешто што е одлично за носење. Материјалот е одличен, а воедно и многу лесен, 30% полесен од сличните уреди. And so we made sure that the headset fits nicely over eyeglasses. So that's comfort. Next, let's talk about making it easy to use. Now, to start, it's got to be easy to get into VR. You don't want to think about cables and wires and lots of little clicky things and connectors that you have to get just right. All that stuff just kind of gets in the way. Really, you just want to pop your phone in and be in VR. And that's the way Daydream View works. You open the latch, you drop your phone in, close the latch, and you're ready to go. Нема потреба да се сетира, само го отварате капачето напред и го затварате. Тоа е се, нема никакво конектирање. Уредот автоматски ја подесува сликата за да биде веднаш подготвено да го користи. А доаѓа и со далечински управувач за уредот. Па да видиме на кој начин далечинскиот управувач ќе соработува со уредот. But there's more to it than meets the eye. Hidden inside are a bunch of sensors that respond to how you move. So you can point, you can swing, you can aim. It's so precise that you новој далечински управувач нема да биде како оние што ги знаете, бидејќи ќе има вграден гироскоп, односно ќе знае на кој начин е свртен во околината, за да може да го користите. Додека гледате некое виртуелно видео со кој ќе може да имате интеракција. А за чување, во внатрешноста на уредот има соодветен простор. Исто така многу е добро направено, значи нема да се скрши кога ќе паѓа на земја. We wanted you to be able to make it yours, and that starts with phones. So the Pixel phones are the first Daydream-ready phones again, and the headset obviously works great with them.
But there are a lot of other Daydream-ready phones on the way from our partners, too. And the headset will work with them as well. And one last thing. Things we wear don't come in just one color. And we didn't see why a VR headset should either. Овој уред ќе доаѓа во повеќе бои, а ќе биде функционален и со останати телефони кои имаат Daydream опција, а ќе биде достапен во Slate боја, светла снег боја и вишна црвена. Бела снег боја и вишна црвена боја. Now, of course, what really matters here is what you can do. And there's a lot to show you. And for that, Има многу што може да се направи со овој уред и затоа Адриан Микалестер ќе ни прикаже што може овој уред да направи. Hi everyone, my name is Adrian and I lead VR partnerships for Daydream. The team has been working closely with our partners to bring some incredibly immersive experiences to Daydream, and I'd like to share just a few of them with you today. With Daydream, you're going to be able to explore some really magical places. And what's more magical than the wizarding world of J.K. Rowling? I'm excited to announce that we've been working with Warner Brothers to bring an exclusive Fantastic Beasts and Where to Find Them experience to Daydream. In it, you're a wizard, and the controller transforms into a wand that you can use to levitate objects and cast spells. We're really stoked about this, because don't we all just want to be wizards? We're also really excited to bring some great educational experiences to Daydream. One out-of-this-world example, we've been working with makers of Star Chart, an app that lets you explore the solar system and learn all about the constellations. Со помош на далечинскиот управувач кој ќе доаѓа со новиот уред за виртуелна реалност, ќе може да контролирате, односно да имате интеракција со виртуелниот простор. Со помош на Daydream ќе може да играте игри кои ќе бидат интерактивни со помош на далечинскиот управувач. You can look all around and then use the controller to aim the ship's lasers anywhere you want to blast those alien ships. Back on Earth, for when you want to kick back on the couch and watch something, we've been working with the likes of Netflix, HBO, and Hulu to bring their entire entertainment libraries to Daydream. In VR, you can see it all on the big screen and bring that big screen with you wherever you go. When you want to turn your attention to current events, the New York Times has been doing important work in VR documentary and news. They've told us stories that put us alongside soldiers and refugees. In VR, you see the world from their perspective. It's powerful journalism. Не само филмови во виртуелната реалност преку овој уред, туку ќе може да гледате и вести, односно снимки од теренот на поголемите корпорацијски мрежи за информации, како Washington Post, во 3D, односно на начинот како што самите новинари го гледале настанот. Дополнително, најдоброто од Google исто така ќе биде достапно и ќе биде дел од Their library of shows and films which you can watch on your own big screen. Google филмови. Then there's Google Photos. Google слики. Google мапи и YouTube исто така ќе бидат дел од. And then there's Street View and YouTube. Let's take a look. Од овој уред. Еве на каков начин ќе биде имплементирано тоа. In Daydream, you can visit thousands of places in 70 Со помош на далечинскиот управувач и Google Street View ќе може во вистинска виртуелна 3D тура да отидете на безброј места во посета на Тадж Махал. For instance, you can visit the Faroe Islands and see their beautiful rolling fields from the perspective of a sheep, убавите острови од or as our Faroe Island friends like to refer to it, sheep view. Овца, или како што се нарекува. And finally, there's YouTube. YouTube on Daydream is amazing. To start, you can access the entire library of YouTube videos, regular videos, and watch them on a cinema-sized screen.
Your favorites on YouTube have never looked better or bigger. Ќе бидат достапни сите видеа кои се дел од YouTube, за да може корисниците да ги гледаат сите видеа во 3D, па не само да ги гледате филмовите, туку да бидете дел од филмовите со помош на овој уред. Dinosaurs come back to life right in front of you. I don't think he's done yet. In virtual reality, he looks even hungrier. It's just one of the hundreds of thousands of immersive videos on YouTube, and we're working with YouTube's creators to bring even more original VR content in the months to come. So that's just a glimpse of what's coming to Daydream from our partners and from Google. With that, I'd like to turn it back to Clay. Thank you. So that's the update on Daydream. The first Daydream-ready phones with the Pixel, a headset that's really comfortable, a controller that's powerful and easy to use, and so much to experience. Now, all of this will come together in November when Daydream View and the controller go on sale together for $79. So there it is. За $79 овој уред ќе биде достапнен од почетокот на следниот месец. И од Google се убедени дека оваа цена ќе го направи уредот достапен за сите оние кои се заинтересирани. Hello, I'm Mario, and I lead our product management group within hardware. Let's talk now about the home. All of us are connected in our homes more and more through lots of technology, and there's a lot of opportunity for improving those experiences. Today, we're announcing some exciting products as part of our vision for the home, including connectivity, entertainment, and the Google Assistant. A great online experience begins with great connectivity. Unfortunately, traditional routers weren't designed for the way we use Wi-Fi in the home today. We're streaming, gaming, video chatting, and more, all throughout the house. Last year, we introduced the OnHub router with TP-Link and ASUS as partners to make connectivity in the home a lot better. Како што рековме, освен новите телефони на оваа презентација и како што се очекуваше ќе стане збор и за нов рутер за бежична конекција од страна на Google, кој ќе биде дел од Google Dom. А денеска го представуваат Google Wi-Fi, нов начин на користење на бежичен интернет, кој ќе донесе систем со кој ќе можете повеќе пунктови на бежични апарати да ги поврзете помеѓу себе, за да го пренесуваат интернетот низ целиот дом. Со едноставно додавање на нови рутери ќе може да го продолжите дофатот на сигналот во вашиот дом. That will actively manage and optimize your network behind the scenes so you don't have to figure out how to adjust your router. Network Assist keeps your signal strong even as you roam throughout the house by intelligently transitioning you to the best Wi-Fi point and placing you on the right Wi-Fi channel to avoid congestion. For those times when you do want control of your Wi-Fi network, we make it easy through a companion app. So at my house, for example, it's sometimes difficult to get my teenage daughters to pause YouTube or Netflix on their computers and come to the dinner table. Well, Google Wi-Fi lets you manage the Wi-Fi access of your kids. If dinner's on the table, you don't have to shut down the router. Со новиот Google Just go to the Router app
and simply press Многу pause полесно on ќе the може да devices се for some контролира quality family начинот на кој Google Wi-Fi is going to be корисниците го available користат рутерот и for ќе има pre-orders можност in да се November, паузира интернет and it's going to конекцијата. ship in early December. Google Ќе Wi-Fi биде is going to достапен retail for во почетокот на $129 декември for a за single pack. And for larger $129. homes, we're offering a 3-pack for $299. За еден уред или 3 уреди за $300. Big and immediate improvement in internet connectivity in your home. Ќе биде достапен за нарачки во ноември, а достапен за купување во почетокот на декември. И како што веќе рековме, покрај новите телефони, ќе има и нов Google Chromecast, а последниот беше вклучен, представен лани. Доколку денеска се потврдат гласините, треба да очекуваме нов Google Chromecast како напредна верзија со 4K резолуција и HDR поддршка. Повеќе од 30 милиони Chromecast-ови биле продадени. Да, значи токму така, сите гласини за Chromecast Ultra беа точни, останува само да видиме уште дали цената од $69, односно над 3800 денари, ќе биде точна. До сега голем дел од гласините се покажаа како точни, а новиот Chromecast Ultra ќе поддржува, како што рековме и како што велеа гласините, ќе има HDR поддршка и Ultra HD 4K резолуција. Ќе поддржува голем дел на содржини од YouTube, Hulu и Netflix. Дополнително во ноември Chromecast Ultra ќе има поддршка и за содржини од Google Play од Google Play филмотеката. Chromecastот е 1.8 пати побрз, вклучува подобрување во Wi-Fi делот. Доаѓа и со приклучок за интернет од класичните приклучоци. Chromecast Ultra доаѓа во ситно кукиште кое се вклучува за телевизорот. И вклучува се што е веќе достапно за оригиналниот Chromecast. Chromecast Ultra is going to be available in November for $69. It showcases the next generation streaming technology. Како што веќе рековме, и оваа гласина излезе точна, а тоа дека Chromecast Ultra ќе биде достапна за нешто над 3800 денари, односно $69. Очекувано беше и во однос на Google Домот, односно Google Home, да се односно овај проект кој компанијата го донесе како ривал на Amazon Echo проектот, а Google Dome како проект беше представен уште на настанот во мај годинава на Google I/O. Many times you can't or don't want to reach for your phone. You might be cooking, doing homework with the kids, or simply sitting with friends at the dinner table. So, we've designed a product that works in a hands-free way and makes the assistant available. Со овој уред ќе може да го контролирате домот со гласовни команди, баш онака како што се очекуваше. Ќе може да корисниците да користат гласовни команди за контролирање на нивните паметни уреди во домот, како осветлувањето и системите за загревање и ладење. Ќе може да ја контролирате музиката доколку се поврзани мрежно, а дополнително ќе донесе и овој уред дополнително ќе донесе и компилација на вести, временска прогноза, информација од берзата во зависност од регионот. Овој уред ќе ги слуша корисниците и нивните команди и ќе биде како главен центар за контрола на сите активности во Google Home, односно Google Домот. Има напредни микрофони и како што се претпоставуваше, ќе може да ги детектира командите од далечина дури и кога просторијата ќе биде исполнета со голема бучава.
дури и од The mic mute соседната button страна gives you на total собата. control. So the product is only listening for the hot word. Со when you копчето want it to. за The speaker in Google исклучување Home на sets the микрофон, standard на for audio микрофонот quality in ќе this може да category. It contains a forward-facing, high-excursion active driver with dual side-facing passive radiators. This design delivers a full range, Извучниците natural кои се sounding вградени во experience самиот with rich апарат bass and clear ќе highs. може да донесат Finally, we made it really simple to swap bases to customize your Google Home одлично Google to match the озвучување. style of Ќе any може room in your home. да ќе биде достапен во All of повеќе these бои за да features се совпаѓа со add сите up бои to во a вашиот beautiful дом. and Сите powerful овие So now I'm going to работи invite Rishi го Chandra on создаваат stage to show in more detail овој дел what Google Home can do. на Google презентацијата, односно за Google Home. Сега е Риши Кандра на сцената, Thank you, Mario. кој ќе позборува I'm повеќе really за excited to show овој you уред. Google Home. Now, it's a little hard to replicate a home environment on this stage, so we've gone ahead and recorded real examples of Google Home in action. And afterwards, you have a chance to experience it live upstairs in the demo stations. Okay, so let's get going. First, Google Home helps you enjoy your music. When I get home, I love to kick back, relax, and to listen to some tunes. And voice is a really simple way to get started. Let me show you. Okay, Google, play Don't Let Me Down by the Chainsmokers. Don't Let Me Down by the Chainsmokers. Sure, playing on YouTube. It's really simple. And you're gonna love the sound quality in your own home. And it's just as easy to control the music with your voice. Okay, Google, turn it down. And the great thing is I never had to pull out a phone or deal with a clunky remote control. Just ask for your favorite song, album, and artist, and we'll play it. Now in this case, we're using YouTube Music, which has a huge content catalog. So you can play popular tracks, live concerts, cover songs, and more. But Google Home supports many of the top music services, including Google Play Music, Spotify, Pandora, TuneIn, and soon iHeartRadio. So you have a lot of different content options. For example, let's Овој say уред I'm in the ќе mood for a работи little со retro Spotify, workout со music. YouTube, Well, with Google Play со Music, you can access their голем број expert на curated playlist оние that fit any mood познати or провайдери на музика кои се Okay, Google, особено актуелни play во 80s Соединетите workout music Американски from Google Play држави. Music. All right, Овој уред here's a Google Play Music station ќе called може да Headbands пушта and Drag албуми, Warmers. плейлисти Let's work или музика која ќе ја побарате со едноставна гласовна команда. This song might bring a lot of memories for many of you. Now, it's really easy to set a default music service as well. So if your favorite music service is Spotify, you don't have to keep saying on Spotify over and over. We want Google Home to match your preferences. And what's really unique about Google Home is that our music search is powered by Google. So if you don't remember the exact name of that song, well, we can still help you out. So check this out. Okay, Google, play that Shakira song from Zootopia. Try Everything by Shakira. Sure, playing on YouTube. So it's pretty cool. But even though I didn't remember the name of the Shakira song, Google was able to infer it from the context of the movie Zootopia. This comes from years of investment in search. So now it's easier than ever to play the music you want to play on Google Home. Now we want to make it easy to play all types of audio. So music, news, radio stations, podcasts, and more. So if you want to listen to your favorite sports podcasts, like Pardon the Interruption, or news from NPR, all you need to do is ask for it. Како што веќе рековме и како што се очекуваше во гласините, ќе може Google Home уредот да ви ги чита информациите во вид на вести, музика или најразлични содржини од вашите омилени издавачи. Сето тоа со едноставна команда со едноставна гласовна команда. Со Google Home ќе може да добивате и одговори од Google. Со поставување на прашање неверојатно ќе биде и репродукција на одговорот преку вградените звучници во самиот уред. Now with Google Home, we give you an easy way to access the knowledge of Google in a hands-free way. For example, let's stay with the music theme for a second. Okay, Google, what is Adele's real name? Adele's full name is Adele Laurie Blue Adkins.
Okay, Google, how many Grammys has she won? According to Wikipedia, with a total of 20 awards and 53 nominations from the Grammy Awards for her music, she is the most nominated woman in Grammy history. That's a lot of Grammys. Now, you may have noticed that last answer didn't come from Google, but instead came from Wikipedia. Our knowledge graph can cover a lot of information, but it can't cover everything. So fortunately, we launched a feature several years ago called Featured Snippets. If we can't find a direct answer, we try to find the website that has the best answer to your question. And we give you a short quote from it so you can decide whether to read more and find out more later. It allows you to find answers to a much wider range of questions. For example, let's say I want to confirm before the kids spoil the dog with some treats. Okay, Google, can dogs eat chocolate? According to Hill's Pet Nutrition, humans easily metabolize theobromine, but dogs process it much more slowly, allowing it to build up to toxic levels in their system. So that sounds like a no. Or let's say I accidentally spill some wine. Okay, Google, how do you get wine stains out of a rug? According to Patch, mix 1/4 teaspoon of liquid dishwashing detergent with 4 cups of lukewarm water and pour a small amount of the solution on the stained carpet. Во моментот има презентација на тоа како Google Home уредот, односно Google Дома уредот на македонски, ќе може да ги одговара вашите прашања, кои може да бидат од најразлична причина. Од најразлична природа, се извинувам. And as search gets better, Google Home automatically gets better. Google Home е врзан со пребарувачот на Google, што значи дека ќе може да добивате информации за сообраќајот и временската прогноза. Сега ќе видиме како функционира начинот на кој ќе се планираат патувањата со помош на Google Home уредот. The first one is the North Face on Post Street in San Francisco. The second one is Marmot on Post Street in San Francisco. The third one is REI on Brannan Street in San Francisco. Okay, let's say I'm going to go check out REI. Okay, Google, how's the traffic looking to REI? On your way to REI, there's the usual traffic. You might want to take the route via 10th Street since it's slightly faster. It is 21 minutes by car. Okay, seems like a little traffic. Okay, Google, how long will it take to bike there? Biking to REI will take you 24 minutes. I think I'll go ahead and bike there. This is all built on years of investment in Google Maps. And over time, we're going to make it easy to send the directions right to your phone, so you can pick up right where you left off. And of course, Google can teach me the most important thing as I prepare for my trip to Costa Rica. Okay, Google, how do I say I would like a beer, please, in Spanish? Me gustaría una cerveza, por favor. I think I'll be using that a lot. I'm not sure I can say it the same way. The Google Assistant is there to help you when you need it. And finally, you have an assistant that can bring the knowledge of Google just by asking for it. Okay, third, Google Home helps you manage everyday tasks. Home is where we love to relax, but also Со помош на Google Home ќе може да ги организирате и вашите дневни активности во однос на сите обврски кои ги имате. Со помош на апликацијата Мој ден се внесуваат сите ваши активности кои треба да ги завршите во текот на денот. А еве и пример како тоа се прави. It is 7:32 a.m. The weather in San Francisco currently is 59 degrees and cloudy, with a high of 65 degrees. Your commute to work is currently 59 minutes with moderate traffic if you take US 101 South. Today at 5 p.m., you have Bollywood hip-hop dance class. Don't judge me. By the way, remember to cook dinner tonight for the kids. Have a good one. It's really great. If the president can get a daily briefing, why shouldn't you? And now you can plan your day without skipping a beat. Google Home also excels at assisting you with common tasks in the home. So for example, when you're planning a dinner, you can easily add things to the shopping list, get nutrition information on ingredients, and set up multiple timers to manage your cooking times, all with your voice. Okay, Google, can you add kids' vitamins to my shopping list? Okay, I've added kids' vitamins to your shopping list. And now, when I'm at the grocery store, I can just pick up my Pixel and quickly access the shopping list. Okay, Google, show me my shopping list. Here you go. Добрата работа со новиот уред на
со новиот Google Assistant и уредот Google Home е начинот на кој се поврзува со останатите Google уреди. Okay, Google, flip a coin. Okay. It's tails. Now, we want to go beyond only what Google can do and also allow you to use your voice to interact with your favorite apps and services. And we'll have more to share about how Google will let partners integrate with the Google Assistant a little later today. Okay, so fourth, Google Home helps you control devices at home. As homes get more connected, we think voice is going to become a standardized way in which you can И како што се очекуваше, со Google Home ќе може да се контролираат уредите во домот. So for those with smart home како devices, светлата, we've partnered with Nest, термостатите, SmartThings, Philips Hue, and IFT to voice enable your lights, switches, and thermostats. You can control individual devices, rooms, or your entire house. Доколку имате некој од овие уреди кои се сметаат за паметни, ќе може да ги контролирате уредите во вашиот дом, како осветлувањето, температурата и сличните паметни уреди. А сега со Google Home ќе може да се контролира и вашиот телевизор преку Chromecast уредот. All right, Rise from YouTube, playing on Chromecast. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. It can write my story. They want to keep going. It can completely change how you watch television. When you know what you want to watch, just ask for it. And this is truly hands-free voice control. There's no remote, no voice button that you have to go press, no phones needed. You just need to have a Chromecast, and Google Home will automatically work with it. And you can also use your voice to control playback. Okay, Google, pause. And if you need to, you can still pick up your Android or iOS device and continue to control it. Or update the playlist. It's all synchronized across your devices using Google Cast. And now you have a totally new way to experience YouTube on the TV. It's a lot of fun. Okay, Google, watch videos of John Oliver on my TV. Sure, playing John Oliver from YouTube on Chromecast. Hello there, I am John Oliver, host of that show you've heard some things about but haven't gotten around to watching yet. You think it's called Last Night This Week, or maybe Yesterday Right Now. Don't worry, you'll Google it later. I love that show. Now, we're initially launching this feature with YouTube. It's early days, and we're going to continue to improve it over time as we add more partners to support voice casting. In fact, we're excited to announce that Netflix will soon support voice casting via Google Home. So you'll soon be able to say, okay, Google, watch Stranger Things on my TV. But why stop at just music and video? We're also working with Google Photos to make it easy to show your favorite photos on the TV. Okay, Google, show my photos from Sarah and AJ's wedding. Photos from Sarah and AJ's wedding on your Chromecast. Just works. Hands-free voice control combined with Google Photos' awesome image search capabilities means you can literally throw any photo on the TV in a really easy way. Okay, Google, show my photos of dancing on my TV. Show your photos of dancing on your Chromecast. Со Google Home уредот ќе може на лесен начин да ги погледнете сите ваши слики на телевизорот на кој имате поврзано Chromecast. Ова е уште еден начин на кој уредите кои денеска се представени од страна на компанијата се поврзуваат меѓу себе во затворен екосистем, нешто слично како Apple што го прави тоа со нивниот iPad, iPhone, Apple TV, iPad и MacBook лаптоп. На овој начин ќе може лесно да
лесно да ги контролирате сите уреди од еден главен центар, односно сите податоци од сите уреди да бидат достапни на вашите уреди кои ги поседувате. We've enabled multi-room audio support across Google Home devices. This allows you to play a group or create a group and play the same song across the devices at the exact same time. Google Home уредите ќе може да се поврзат меѓу себе, значи во една куќа да имате повеќе Google Home уреди и ќе може да функционираат заеднички без поголем проблем. Тие ќе може да работат симултано, да работат, да пуштаат иста музика или да одговараат на вашите команди, но тие ќе имаат начин да детектираат во која соба се наоѓате. So that's a quick summary of Google Home. An amazing Wi-Fi speaker with the Google Assistant built right in. And as the Assistant gets continuously better, so does Google Home. So now let's talk pricing and availability. Google Home is going to be available for $129. Google Home ќе биде достапен од $129. Google Home at its full potential. We'll be offering a free 6-month trial. А за оние региони каде што има YouTube Red опција, кај нас во Македонија нема, ќе имате 6 месечна претплата, 6 месечна бесплатна претплата. Уредот во САД ќе може да го порачаат од денеска во нивните поголеми маркети, а кај нас најверојатно ќе биде достапен од средината на следниот месец ноември. Google Home доаѓа со 6 различни опции за основата на уредот во манго, марин и виолетова боја. Марин е светло сина, или во карбон црна, снежно бела или песочно портокалова. But before that, I want to debut our new Google Home spot. Enjoy. Okay, Google, turn on the hall lights. Okay, Google, turn up the music. Okay, Google, what's a good substitute for cardamom? Mix together equal parts cinnamon and nutmeg. Okay, Google, what sound does a whale make? Okay, Google, what's the weather? Two babies dream. How do you say nice to meet you in Spanish? Encantada de conocerte. Okay, Google, dim the lights. Hi, everyone. I'm Scott Huffman, and I lead engineering for the Google Assistant. Today, you've heard how the Google Assistant lets you have a conversation with Google. It helps you get things done across all the devices and contexts in your life. Now, Google's always been about helping people. People come to Google many times a day when they need assistance. From checking the weather to researching medical information, people come to Google for help with every imaginable task. So really, the Google Assistant is a continuation of the company's focus on helping users. It's what we've always been about, and it's what people everywhere know us for. But to do this really well, the Assistant needs to work with many partners across many kinds of devices and contexts. Going back to Google's earliest days, we've always worked hard to create healthy, open platforms. Search, of course, is the first example. Building on top of the web, search helps users find great content, and it helps publishers find their audience. We've also built vibrant platforms in the ad space, in Maps, for Android and Play, YouTube, and many other areas. These open platforms are useful for people everywhere, and they provide a lot of value for partners. The Google Assistant will be our next thriving open ecosystem. Of course, many of Google's existing partners will automatically be able to engage people through the Assistant. Right out of the gate,
The assistant will be able to find information about local businesses, surface great content from YouTube creators, and recommend Со помош на асистентот на Google, гласовниот асистент ќе може да добиете информации за локални бизниси, места, локации и слични информации кои и онака се достапни на Google мапите. Сега, со едноставно гласовно пребарување, Google асистентот ќе може да ви овозможи да имате пристап до информациите или за навигација, резервација или информации од општ карактер. Денеска ќе погледнеме како ќе се користи платформата за девелопери, значи да може секој оној кој има разбирање од програмирање да создаде содржина за асистентот на Google. We call these direct actions, and you saw some of these with Google Home earlier. Direct actions are great for things like home automation, media requests, and communications. When I say turn on the living room lights, the Philips Hue or SmartThings lights should just come right on. When I say play my dinner party playlist on Spotify, music should fill the room. Direct actions expand on how partners have already created voice actions for Android. But some things that I want to do take a little more discussion. Even something as simple as booking an Uber takes some back and forth. Conversation actions will be for these kinds of tasks. When I say I need an Uber, my assistant will be able to bring Uber right into the conversation. Then Uber can say, where would you like to go? And I can respond with my destination. Uber might ask, would you like an Uber X again? And maybe I'll say, well, this time we need an Uber XL. Once the ride's confirmed, Uber can say your driver's Betsy. She'll arrive in 3 minutes in a black Chevy Suburban. We want to make it really easy so everyone, developers to local businesses, can create these kinds of conversations. Partners will be able to just tell us what kinds of requests they can handle, from ordering groceries to playing a game to anything in between, and then build out their conversational experiences. Now, thousands of expert and novice developers have already built conversational interactions with API.ai, and these can become conversational actions for the Google Assistant. We'll support other conversation building tools as well. The real beauty of actions on Google is how they'll scale. Further into the future, they'll work in purely voice-enabled experiences, on text-based experiences, and in hybrid interfaces. This will let partners reach people through the Google Assistant everywhere. Now, of course, actions aren't very useful unless they're easy for users to find. People shouldn't need to pre-enable skills or install new apps. We think this is an important dimension. Just ask the Google Assistant for what you want, and Google will have the right kind of help for you. Now, we've been hard at work with many developers, publishers, and businesses that have helped us refine actions on Google. So the partners shown behind me across areas like home automation, music and entertainment, news, transportation, and many other categories are building things for the Google Assistant. I'm really excited to share more about actions on Google in December, but in the meantime, you can visit developers.google.com/actions to learn more or to sign up. Повеќе за акциите, односно сите оние кои се софтверски инженери и како да се вклучат во помошникот на Google ќе се знае во декември, а може да се побара и на веб адресата на Google developers.google.com/actions. На оваа страна ќе може да најдат сите оние кои се софтверски инженери, односно се занимаваат со создавање на софтвер, ќе може да најдат соодветен пак на апликации кои ќе им помогнат во нивната работа за програмирање од следната пролет. It's an inflection point created by incredible advances in machine learning, the power of the knowledge graph, our diverse ecosystems, and the magic that's possible when the best hardware meets the best software. With that, let me invite Rick back to the stage. Thanks, Scott. As you just heard, the Assistant will continue to get better over time. And as you saw today, the phone and Google Home are the first two devices that showcase the Google Assistant. We're deeply committed to building hardware that brings this vision to life. This is only the beginning. We can't wait to hear what you have to say about our newest devices.
And if you want to know more, you can check it out at our website here. With that, I'd like to say thank you and goodbye to И тука everyone joining us денеска on the live привршува stream. преносот од новиот технолошки напредок на Google. Имавме можност да проследиме во изминатиот час и половина како Google ја замислува иднината, односно на кој начин ќе напредува технологијата како што Google ја замислува. Значи, нов телефон Pixel, нов Chromecast уред и нов Google Home уред за гласовни команди на вашиот дом. Google Assistant помошник со кој слично како и Siri ќе може да извршувате бројни команди без никаков напор, едноставно со гласовната команда. Во изминатите 1 час и повеќе од 25 минути веќе се дружевте заедно со мене, јас сум Никола Станков. Ова беше преносот од настанот за презентација на новите производи од Google директно од Сан Франциско. Ви благодарам што бевте на НТВМК.